Земјоделците да не потпаѓаат под влијание на трговците кои им нудат поевтини репроматеријали без декларација. Најчесто станува збор за комерцијални трикови и производи со сомнителен квалитет, велат од Организацијата на потрошувачи. Прифаќајќи го ризикот и купат вакви производи, земјоделците потешко ќе може да побараат помош. Тие им нудат на земјоделците на разни места, на разни начини, по поволни цени, ќе ти дадам за помалце пари, за ова, ама знаеш, немам декларација, немам ова. Нашиот човек пак оди на таква варијанта, му продава семе кое не е декларирано, кое нема процент на клијавост, на никнување, и он вика колку ќе никне толку, значи 90%, тоа не никнало ни 50%. Во многу случаи самиот влегува во ризик и нормално после и самата помош да се помогне во таа, значи разрешување на таа проблематика е многу потешка. За да се избегнат ваквите ситуации на штета на земјоделците, потребна е нивна поголема едукација. Најнапред да се поведе сметка, да се подучат. Пак треба да им се даде на луѓето една, така да кажам, информација како тоа се купува. Тука пак викам, тие центри за развој или за напредување на земјоделство и стоčarство треба да помогнат. И покрај правата кои ги имаат како потрошувачи, праксата покажува и друго. Земјоделците се жалат дека и она што го купиле со декларација не секогаш дава резултати. Така препаратите со кои прскаат не делуваат, повторно уникнуваат плевели, садниците се сушат, а и покрај ѓубрењето приносите изостануваат. Годинава од промет беа повлечени 96 видови на вештачки ѓубрива, откако инспекцијските контроли на Министерството за земјоделство констатираа отстапки од содржината наведена во декларациите.